Во првата кошаркарска лига на Македонија се одиграа викендов надпреварите од 12-тото коло. Куманово убедливо со 83-70 го победи Работнички, иако се очекуваше по неизвестна пресметка, кумановчани мечот го решија уште во првата четвртина, која убедливо ја добија со 33-9, а до крајот на средбата избраницата на Емил Рајковиќ едноставно успеа само да ја намалат разликата. Најефикасен беше Александар Костовски со 29 поени. Фен Индустри славеше минимална победа на гостувањето против Струмица со 77-76, со закавадарчене беше уште една во низата победи постигнати во неизвестна завршница. Лидерот на табелата Кожев во Битола Рутински стигна до триумф над Пелистра со 82-72, додека Лирија славеше нагости против Вардар со 81-74. Следното 13-то коло се игра на 2 март. Во Јадранската кошаркарска АБА лига се играат надпреварите од 22-то коло. Будучност на гостински терен оствари победа против Задар со 72-60 и значително си ги изголеми шансите за учество на Final Four турнирот. Црвена звезда исто така нагости ја победи Крка со 57-52. Македонскиот претставник во надпреварување тимот на МЗД Скопје Аеродром во петокот загуби во салата Борис Трековски од лидерот Иго Кеа тесно со 81-77. На другите надпревари Цибона Сплит 81-73, Шолнок Цедевита 64-59 и Партизан беше изненаден на домашен терен од Унион Олимпија со 71-73. Колото ќе биде комплетирано вечерва со надпреварот Широки Раднички. Инаку директорот на кошаркарската Евролига Џорџи Бартомеу потврди дека финалистите од завршниот турнир на АБА лигата следната сезона директно ќе играат во Евролигата. Директорот за комуникација на Евролигата Фернандес наговести дека би можело да дојде до ваков исход во АБА лигата, но челниците тоа го негираа. Пласманот во Евролигата од АБА лигата ќе оди преку завршниот турнир. Првиот и вториот одат директно, додека третопласираниот ќе игра во квалификациите. Ракометарите на Металург на најдобар можен начин го завршија првиот дел од својот настап во Лигата на шампионите во групната фаза. Металург го совлада тимот на Силкеборг во салата Борис Трековски со убедливи 32-18. Во вториот дел Металург одигра одлично во одбраната и дозволи да прими само 4 гола за 30 минути, што само по себе зборува кога и како беше решен победникот на оваа средба. Во тимот на Металург во второто полувреме блескаше голманот Дарко Станич, кој со своите одбрани едноставно го откажа противникот од било каква надеж дека може да се надева на позитивен резултат, бидејќи не прими гол 21 минута. Козлина беше најефикасен со 7, додека во Огринец и Мојсовски постигнаа по 6 гола. Металург го очекува својот прозваник во осми на финалето, а тоа ќе биде еден од тимовите на Атлетико Мадрид на Кира Лазаров, Динамо Минск и Чековски Медведи. Ждрепката е закажана за утре, а надпреварите од осми на финалето на програмата се од 13 до 17 и од 20 до 24 март.
Словенската скијачка Тина Мазе со победа во суперкомбинацијата во Мерибел го освои големиот кристален глобус во светскиот куп во алпско скијање. Таа имаше најдобро време по двете трки и со новите 100 бода по откажувањето на Марија Хефел-Риш успеа да ја осигура првата позиција. Второ време имаше Никол Хос под Австрија, додека трета беше незината сонародничка Михаела Киргасер. Во генералниот пласман Мазе досега има освоено 1844 бодови, Риш има 886, а американката Линдзи Вон 740. До крајот на светскиот куп преостануваат уште 9 трки. Во NBA лигата синоќа се одигра 9 средби. Дуелот помеѓу Дирк Новицки и Коби Брајант беше она што ја одбележа пресметката помеѓу Мавси и Лейкерси во Далас, а победата ја однесува гостица со 103-99. Брајант средбата ја заврши со 38 поени, 12 скока и 7 асистенции. Одлична помош тој доби во Стив Неш, кој доаде 20 поени. На спротивната страна Новицки ја имаше својата најдобра партија оваа сезона со 30 поени, 13 скокови. По повредата на коленото поради која ги пропушти првите 27 надпревари од оваа сезона. Серијата победи вкупно 11 во низа ја продолжи Мајами, кој на свој терен со 109-105 беа подобри од Кливленд. Леброн Джеймс со 28 и Двен Вейд со 24 поени беа лидери на домакините. Дебитантот Диот Вејтерс со 26 поени беше најефикасен во редовите на Капси, кај кој Кајри Ирвинг беше задржан на 17 поени и 5 асистенции. Оклахома Сити исто така победи на домашен терен. Тандер со 102-72 го прегази Чикаго Булс. Расел Весбрук со 23, Кевин Дурен со 19 поени, 16 скокови, Серши Бака со 17 поени беа најдобри кај молниите, а кај пиковите Нейт Ромезон и Лил Денк со по 13 поени беа најдобри во својот тим. Сан Антонио со 97-87 го победи Феникс, а Ленард и Милс со по 16 поени ги предводеа Спарси до новата победа. По 8 меча конечно победи и Портланд кој со 92-86 ги победија Бостон пред своите гледачи. По серијата од 4 порази поред победи и Њујорк во својата Медисон Сквер Гарден каде беше совладена Филаделфија со 99-92. За вечера предвидени се само 4 средби во NBA лигата.